Лоша исхрана плюс физичка неактивност е рецептот за покачување на телесната тежина, што го практикува голем дел од населението. Зошто е се позагрижувачки трендот на обезност, но и како да поздрав живот? Во подкастот Зошто разговараме со доктор Александар Митов, кој е специјалист за лайфстайл медицина или за здрави навики. Да. Добре дојдовте во Зошто. Зеленчукото овошјето, со кој изобилува нашето подневје, се услов за здрава исхрана. Така. Но дали здраво се хранат граѓаниве? Еве, што го диктира дневното мени на еден просечен граѓан? Најубавиот пристап овде е да ја почитуваме до некаде пред се науката, статистиката, за да ги одговориме овие прашања, како што велиме, базирано на докази. Нели медицина базирана на докази. За да влеземе во одговорите во овој дел, пред себе треба да ги поставиме информациите од Заводот за статистика, еднаш годишно го дават, кој што вели на што трошат пари македонците, нели? Просечно семејство во Македонија на што дава повеќе пари. И ние од една страна ќе ги добиеме тие податоци и од друга страна можеме од Институтот за јавно здравје да ги земеме податоците, стручно ќе речем, за морбидитет и морталитет, односно од што се разболува и од што умира населението. И кога ќе ги ставите едните и другите податоци едно до друго, впрочем ќе видите ќе се објаснат меѓу себе. Ќе видите дека просечно ние, македонците, повеќе пари годишно даваме за цигари, алкохол и газирани пијалаци, одошто за овошје, зеленчук, тоа што го спомнавте. И тука веќе нема дилема зошто настануваат болестите. Сега прашањето што го поставивте во правец, нели, што може тука да се направи и зошто е така. Мислам дека пред се треба една едукација или кревање на тоа што се нарекува здравствена писменост на населението, без намера никој да биде навреден или омаловажен, се разбира. Зошто? Заради тоа што првата реакција на луѓето, која што е така природна, сака да рече дека не јадеме здрава храна, бидејќи ја нема, бидејќи ја скапа, моментот нели на трошокот наводно настанат. Но ако ги погледнат овие првите податоци кои што ги споменав од Заводот за статистика, ќе видите дека парите се трошат на нешто друго. Јас намерно почнав со зеленчукот и овошјето. Така. Тоа барем не би можеле да кажеме дека е скапо. Имено. Ако изобилува кај нас, ако сме синоним за зеленчук на Балканот. Имаме квалитетен зеленчук и квалитетно овошје. Се уште. И покрај, да речеме, стравот кај дел од населението дека има проблем со прскање, со пестициди, сепак добар дел од населението во Македонија живее во куќи, има дворчиња, особено во помалите места, каде што добар дел од населението и само произведува. Така што станува збор не за ефтина, туку во некои случаи и за бесплатна, нели, храна која што е произведена во сопствените градини дворчиња. Значи имаме здрав зеленчук. Имаме. Само што го имаме изобилство. Дефинитивно. И плюс тоа, сепак нашата клима е таква, и покрај топлите лета, и нашата почва е поволна да одговара за производство на многу квалитетна и здрава храна. Од тука, гледајќи ги статистичките податоци, ние сваќаме дека парите се трошат на работи кои што го рушат здравието. Алкохолот, цигарите, безалкохолните пијалаци, значително повеќе прават трошок во едно 4-члено семејство, како што се изразува терминологијата на Заводот за статистика. И тука мислам дека сето тоа се должи во една реченица кажано на здравствената едукација. Дека треба... Дали пред 2-3 децени, кога сме миле ние деца, ние сме нели повозрасни, како поздрава да беше исхраната? И јас сум убеден дефинитивно заради тоа. Сега таа што ја нарекуваат преобработена храна или процесирана храна е многу подостапна. Тоа што порано го гледавме дека е присутно во другите земји, нели кон запад, дека тој тип на храни се многу поедноставни и поевтини, дека хамбургер може да биде поевтин од килограм некое овошје, например. Тој тип на процесирани храни сега се повеќе, зборувам за чипсови, за тој тип на вистина обработени и нездрави, сега веќе се многу поприсутни и насекаде распространети. Тоа е едниот момент во однос на исхраната, бидејќи достапноста
често пати го одредува изборот. Колку и да сакаме ние луѓето, нели, себе да се перцепираме како битија на комплициран избор, на софистициран, рафиниран избор, има правено многу научни студии конкретно во Соединетите Американски држави, кај што се гледа дека доминантно тоа што им е најблиско и најлесно достапно на луѓето е главната одредница за тоа што човек ќе го земе да го јаде. Така што, ако сме преплавени на еден начин, блиску до нас, ако има храна која што не е здрава, човечкото битие е такво, човечката психа е таква, веројатно да попрво посегнеме по подостапното, отколку да земеме да се организираме и да одиме по поздравата храна. Преведено, полесно е да купиме чипс и хамбургер, Имено. Отколку да направиме... Да земеме да сготвиме, и да сготвиме. Или тоа манџа, така е. Што е дефинитивно поздраво. Посебно тоа излегува на површина кога зборуваме за доручеците. Тоа според мене е ахиловата пета на голем дел од луѓето кои што се вработени во државата. Кај нас имаат краток период за доручек, да речеме, и тоа е таа стандардна баничка или четврт со јогурт или геврек со јогурт. Значи тоа е стандардниот доручек на просечниот вработен човек во нашата земја. Тоа е лепи јогурт. Значи во која и да е друга варијанта. Видете и зошто, например, ми го поставувате прашањето, еве за бурекот да зборуваме, например, конкретно да зборуваме. Многу е важно во што се подготвува и на кој начин. Сега е толку достапно палминото масло, кое што порано не беше присутно. Сега човек само треба да побара податоци од Агенцијата за храна и ветеринарство и ќе види дека Македонија е голем, колку за наши услови, увозник токму на палмино масло. Палминото масло ни оддалеку не е толку здраво како нашиот зејтин. Значи, дури и класичниот зејтин, ако зборуваме, сончогледов, не мора за маслиново, не мора па ни за маст свинска или било какво. Од сите тие, палминото масло е далеку понездрава алтернатива. А кај нас, ако отидете сега во било која, или во најголем дел од бурекчилници, сендвичари и сите тие други слични предпријатија, да речеме, каде што храната е најдостапна, ќе го видите палминото масло како број 1 продукт присутен. Значи, не е проблемот дека бурекот е... Не. Видете, во напротив, туку во начинот на подготовка, да. И има тука моменти кои што се скриени од очите на јавноста и не толку достапни, и човек ако не е навистина навлезен и информиран во оваа материја, еве нема да знае, или палминото масло можеби некому ќе му звучи екзотично, но да го преведеме, тоа е над 90% заситени масти. Свинската маст има 60% заситени масти. Значи, колку заситените масти нашето тело не може да ги обработува толку многу. Впрочем, дневната доза која што според Американскиот коледж за кардиологија вели до 5 грама на ден. Па вие во еден бурек од Савајле отидоа 20 грама заситени масти најмалку. Сакам да речам, битни се тие разлики, за кои што ние можеби и не сме свесни, но еве во што се подготвувало претходно бурекот или другите храни кои што ги купуваме брзите наспроти сега, е голема разлика. Колкав проблем е прекомерната телесна тежина? Деби имаше истражување некои дека голем процент кај децата. Да. Во клиниките веќе имаме посебни одели на ендокринологија кои се занимаваат, каде што третина од пациентите се обесни деца. Така е. И кај децата, и кај повозрастните. А за жал тој тренд некако не можеме да видиме дека се израмнува, односно дека застанува, туку се чини дека продолжува да галопира и дека состојбата се влошува, односно постојано поголем дел од населението е со прекумерна телесна тежина. За да го објаснам тоа од метаболна гледна точка, јас на пациентите честопати ми ја кажувам споредбата дека зголемената телесна тежина е стеблото, ако споредиме со дрво, а гранките кои што подоцна се појавуваат, всушност болестите, се тие кои што растат на зголемената телесна тежина. Еден пациент кој што има зголемена телесна тежина има многу поголем ризик да развие диабет, да има било каква кардиоваскуларна болест, мозочен удар, срцев удар. 17 видови на малигни болести се поврзани со зголемената телесна тежина. Дојка, ендометриум, низа други. 17, мислам, бројката е многу голема.
Низа на болести се поврзани и ние убаво би било кога во општеството ќе се покрене една перцепција за дебелината, народно кажано, за прекомерната телесна тежина како за болест, за жал. Бидејќи тоа е. Во основа е тоа. Не е тоа. Јас не го третирам тој проблем од естетска гледна точка или од било која поинаква. Зборувам исклучиво за медицинската гледна точка и чинам дека не сме свесни докрај за колку сериозна состојба станува збор. Може би самото тоа што е толку многу се присутна прави да не плаши и да не сме докрај свесни, но од друга страна треба да бидеме извонредно свесни дека тука почнуваат проблемите во неактивноста, во недвижењето, кои што подоцна се прелеваат во зголемена телесна тежина, односно болести. И би сакал само едно да заприметам, ако дозволите, нели, еве го тој момент скапа е здравата храна, за жал, кој што луѓе мислат така, што не е точно, но цигарите, физичката неактивност и алкохолот, според мене се главните извори на проблеми во јавното здравје, во здравјето на населението. И за цигари треба пари, и за алкохол треба пари, а неактивноста нема полесен начин да се реши од што да излезете од дома пешки да испешачите. Нема трошоци, сакам да речам поврзано. Така што човек ако се сврти кон здравиот живот во Македонија може и да заштеди, земајќи ги предвид. Поевтино е да живеете здраво. здраво. Да, поевтино е да живеете здраво кај нас. Дефинитивно здраво. Што може државата да направи? Еве во Соединетите американски држави, во европски земји има цели кампањи. Така. Има дури американците имаат цела онаа пирамида Така е. на Така е. кое и какво овошје што на секои 5 години. храна треба да се јаде, што се ревидира. Така е. На секои 5 години истата се ревидира, тоа се тие генерални препораки за начинот на исхрана. Да не зборувам примери од која земја што прави. Извонредно е важно населението континуирано да се едуцира. За жал, кај нас од политички причини во еден период кампањите за здрав начин на живот се најдоа во вкрстен оган помеѓу позиција, опозиција и сега која е белјата во државата, демек еден од начините за подкупување на медиумите се кампањите, така испадна нели приказната, и демек да нема кампањи. Така беше настрана кампања. Затоа велам нели од политичка се вмеша политиката и овој тип на кампањи се најдоа во вкрстен оган. Сосема непотребно. Кампањите за здрав начин на живот, која сака нека е власт, каква сака нека е политиката, без да навлегуваме, треба да се континуирано присутни, бидејќи населението треба постојано да се едуцира. Една Британија да ја земеме, која што е земја со многу голема традиција и со добар дел едуцирано население. Вие имате континуирана кампања која што се однесува на миење раце. Имате континуирана кампања која што се нарекуваше порано 5 a day или 5 на ден, односно 5 парчиња овошје или зеленчук на ден, подоцна ги покачија на 7. Сакам да речам, тој тип на земји извонредно вложуваат, или земјите од Европската унија, ако сакате, континуирано вложуваат во кампањи за здрав начин на живот. И тука државата, директно да го одговорам вашето прашање, може многу да направи. Впрочем, не може никој друг. Значи, освен таква организирана сила како што е државата, која што може да стави ресурси и за кои што дури, ако земеме да зборуваме од аспект на здравствен денар, логично е да го направи тоа, бидејќи од една страна ќе заштеди многу повеќе од што ќе истроши во тие кампањи, зборувајќи од аспект на трошоците за лекување на луѓето. Превентивна медицина. Имено, постои во цел свет. Има толку, знаете, убавината на тоа дека не сме од најнапредните земји, една од нив, дека можеме да видиме пред нас како многу земји ги решиле овие проблеми пред нас. И проблемот со цигарите е решен. Еве вие пример Калифорнија. Да не навлегувам, да не трошам време од детали. Загадениот воздух, Мексико Сити, Сантјаго де Чиле, еден куп градови. Не треба ништо да се измисли. Имено, измислени се работите, најдени се начините. Ние треба само добри пракси да ги адаптираме на нашите услови. Дали се бележувате кај помладите луѓе тренд да се хранат поздраво? Меѓутоа, не е тоа секогаш
нели традиционалната храна, па се воведуваат производи што ги нема од нашето поднебие, чија, семе или се што за жал. Се што и тоа се во некоја обвивка на здрава храна. Тоа е многу убава тема и тука за жал трендовите на социјалните мрежи се тие кои што се одредниците. Тие се главниот детерминирачки фактор кои што управуваат во кој правец ќе оди однесувањето на младите и во овој дел. И за жал често пати тие се и неточни. Дури одат до точка некогаш и да бидат ризични. Разноразни трендови кои што се појавуваат на социјалните медиуми, но генерално морам да речам дека постои поголема свест кај младите денес за начинот на исхрана и внимаваат повеќе од што да речам моите генерации, нашите генерации внимавале. Значи има нови генерации, има промена. Има. Тоа што сепак ме загрижува многу е степенот на пушење кај децата. Цигарите кај децата се извонредно многу присутни. Јас се шокирам кога ќе дојде кај мене пациент роден во 90-тите години, тоа го сметам за млад човек, да не зборувам за 2000-тите, и кога ќе ми кажат дека пушат, како да ви речам, ме растажува тоа, заради тоа што кај нас во светот, еве, во Британија сум живеел, ги знам трендовите, сум патувал. Таму на пушењето цигари гледаат на еден многу поинаков начин. Гледаат како, да не речам со подценување, ама баш така некако, дека човек не е свесен што прави. И дека си го уништува здравието. Дури имат и чувство на срам. Апсолутно. Оние кои се пушачи па се кријат. Имено. И останатите дури знаат и да се дистанцираат малку помеѓу, нели, им пречи тој тип на однесување, не го сметаат за прифатливо. Кај нас е сосема обратно. Кај нас уште трае тоа дека децата, една од работите кои што треба да ја прават за да бидат прифатливи во друштвото нивно, е меѓу другото и цигари да пушат, или овие современиве кои што се сега. Тука државата мора да интервенира. Тука мора државата да им помогне на родителите и да им биде партнер. Бидејќи кај децата се случува нешто многу страшно во однос на пушењето. Не паѓа трендот на пушење кај нас. Тоа е многу загрижувачко. Тоа е број 1 здравствен проблем на Македонија. Нема друг. Мислам, нели ќе се пожалиме и храната, и воздухот, и сите. Во ред, се е прифатливо. И така е, тоа се проблеми. Но убедливо на прво место стои пушењето на цигари. Ако има нови генерации. Има, за жал има, податоците велат така. И уште еден момент околу храната, често пати оние кои ја зголемуваат телесната тежина и посегнуваат нели по нездрава храна, се тешат дека има средства, таблети, чаеви и така натаму за брзо слабење, брзи диети. Дури ние имавме во Слободна Европа и еден текст дека користат трамадоли и други опасни лекарства. И тоа го користат за жал, за да користат лекови кои што се користат кај висок крвен притисок да ја исфрлат водата и да делуваат вака по-ослабено, поиспиено, да падне тежината нагло, да видат на вагата дека се 2, 3, 4, многу има тука негативни трендови, за жал. Тука е многу загрижувачки тој момент, општо трендот и прифаќањето дека телесната тежина е нешто кое што може по потреба да се покачува, по потреба да се намалува, е нездрава концепција. Тука нема успех. Тука не може да има успех. Тоа месец-два некој да ја намали телесната тежина со какви и да се методи, на третиот, на четвртиот ќе ја врати. Единственото решение е да прифати човек дека треба да делува среднорочно, долгорочно во однос на своето здравје, за исхраната и за физичката активност. Двете подеднакво важни. Секое друго решение е краткорочно, е неуспешно и дури ризично за здравјето. Ја спомнавте физичката активност, колку сме неактивни. Ако ги видиме податоците од Институтот за јавно здравје, сме многу неактивна нација. Ни 10% од населението ги нема тие неопходни 150 минути неделно на умерена физичка активност, што би рекло 5 дена во неделата по 30 на минути пешачење. 50% од испитаниците во таа голема студија од Институтот за јавно здравје одговориле: имам нула физичка активност, немам физичка активност. И тука, еве, нели, како што почнавме со разговорот, кога ќе ги ставите на маса пред вас овие податоци, што купува населението? Еве ја оваа студија колку се движи
и колку пуши цигари, и кога ќе ги видите од друга страна ефектите кај морбидитетот и морталитетот, нема тука нешто нејасно. Јасно е дека ние како нација пари даваме за да се разболиме. Дека пари трошиме за да купиме работи кои што ни го уништуваат здравието. И тука ценам дека сите мора начело со властите да направиме нешто кое што е изворедно важно и кое што ќе даде ефект. За кратко време ќе даде ефект. Благодарам за разговорот, доктор. Ви благодарам многу за поканата. Довидување од мене и од продуцентот Дејан Балаловски, а вие слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи.